Денове во Струмица се одржа информативна сесија пред се за младите од нашава земја, но и граѓанските организации чии фокус се младите, за можноста за вмрежување како и користење на средства од европските фондови, се со цел младите да бидат активни чинители во градењето на одредени процеси на локално или национално ниво. На ова информативна сесија или пак работилница присуствуваше и Марко Георгиевски, председател на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Господине Георгиевски, рековме овие денови во Струмица имаше работилници или информативна сесија. На самиот почеток, колку македонците, односно младите од нашава земја, се директно вклучени во креирање на одредени процеси и поттикнуваат желба за европско вмрежување со своји колеги од останатите европски држави? Да, како Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, која што раководи со две најголеми европски програми, тоа е Erasmus Plus и Европски солидарен корпус, можам да кажам дека интересот за учество во овие програми е доста висок, бидејќи Македонија од 2008 е вклучена во овие програми, од 2014 до 2020 првиот Erasmus програма и од 2021 до 2027 година втората Erasmus програма или Erasmus Plus. Така да интересот е огромен. Ние секојдневно, односно секоја година се зголема бројот на апликации, тоа значи зголем број на апликации, зголемен интерес, што на крајот на денот доведе до поголем број на апликации или поквалитетни. И тоа ги охрабрува младите да ги следат нашите објави и на социјалните мрежи и на нашата веб страна, за да се запознаени со сите можности што ги нудат овие програми. Бидејќи можности што ги нуди Erasmus се навистина големи. Тука деновиве зборувавме за младите, односно кои се можности за младите. Можности за младите се големи и се навистина во сите. Дали се тоа ученици, студенти или се млади во делот под младинските организации. Така да младите може да изберат неколку типови на активности каде што би може да аплицираат, а едно од најпознатите или оно што младите највеќе го посетуваат и највеќе аплицираат се младинските размени. Тоа значи од 1 до 2 недели да заминете некаде во странство и да ги подобрувате вашите неформални компетенции. Тоа значи дека лидерство, комуникација, општење, така натака, и тоа се она пошто е најпознат Еразмусот. Мимо студентските мобилности, младинската размена е она која што ги променува животот на младите, веќе да поминете некаде 1 до 2 недели некаде во странство со вашите врсници кои што се различни по култура, вера, обичаи, пол, раса и се, на вас ви ги подобрува вашите професионални компетенции, меѓутоа и вашите приватни компетенции. И од после таквите размени младите се враќаат побогати со повеќе знаење, повеќе разбирање и подобра комуникација. Ова прашање ги го поставив и на работилницата и ве повторно ќе го посетам. Ќе го повторам прашањето. Да, македонците, односно младите од нашава земја стекнуваат нови компетенции, нови вештини преку Erasmus програмата, но тоа е и нож со две оштрици. Може повторно младите да ни заминат од нашава земја, гледајќи ја разноликоста на системот таму кај што биле и овде во нашава земја. Очигледно дека разочараноста кај младите е се поголема. Како да ги задржиме младите, бидејќи имавте и мислам ваше излагање на Преспа форум на оваа тема? Така. Македонија е дел од целиот Западен Балкан или од Western Balkan 6 и Македонија низ целото свое постоење секогаш имало миграција. Заминувале нашите и дедовци, прадедовци и така натака. Меѓутоа ова во последниот период заминуваат и младите. И навистина Western Balkan 6 е едно со најголемиот процент на иселување на млади луѓе во миграција, односно brain drain. Меѓутоа тоа не треба само да биде негативната компонента. Јас се залагам таа негативна компонента да можеме да свртиме парадигмата, да гледаме позитивно. Има европски држави каде што после влегувањето во Европска унија ова одлив на млади мозоци се намалува, така се надам дека ќе биде и кај нас. Меѓутоа, што е најбитното? Најбитното е ние да смениме свеста. Да не огледаме одливот на мозоци само негативно. Туку да го гледаме на позитивен начин и како можеме да се вмрежиме со оние нашинци кои што заминале некаде во странство. Јас сум од генерацијата кој што веќе може би пред 10 години младите заминуваа некаде и во Америка и во Европа, меѓутоа почнува да се враќаат, почнува да отвараат своји бизниси во државата, бидејќи имаме поволности, имаме позитивна бизнис клима и развојните зони се за тоа наменети
И на вистина и процентот на пример на патенти и во целиот Western Balkan 6 се најголем на повратниците. Тоа значи дека тие се враќаат во државата, отвараат сопствени бизниси и продолжуваат така да работат и стануваат водечки компании во регион. И сметам дека преку комуницирањето на позитивните практики, како тоа се вратиле тука, како отвориле сопствен бизнис, или пак мрежување со веќе постоечки бизниси или организации кои што ги имаат некаде во странство, за да можат на нашите млади луѓе да ги подобрат компетенциите, да им направат тренинг, да ги вмрежат со една цел за да имаме ние надворешна миграција која што ќе биде позитивна, каде што на крајот освен она што го враќаат, односно го преку особено за летниот период го испраќаат на своите домашни во Македонија, тоа да најдеме една нова економска компонента како ќе се развиваме на овој начин. Меѓутоа, како што и ние, така и медиумите, така и целиот простор во државата треба да работи на тоа. Како да смениме парадигмата и овој одлив на моците да гледаме само кон позитивен аспект и да не го гледаме само како пораз. Со оглед дека Еразмус, рековте, најискористената можност пред се од младите, пред учениците, средношколците, па дори и младите и студентите, колку овие европскиот образовен систем станува наше секојдневие и дали полека се навикнуваме на тие програми кои што ги нуди Европа? Да, бидејќи како што напомнав 2008 веќе наши студенти заминуваат, например 2014-2020 година над 2000 нешто студенти заминале некаде на 1 или 2 семестри да изучуваат на странските универзитети. Најголем дел се вратиле нормално во Македонија, некои останале си барале подобро утре таму. Меѓутоа веќе полека со новата програма се овозможува мобилност и на ученици во средните училишта, така да полека сметам дека нашите ученици веќе од средно образование веќе се вклучени во оваа програма, во оваа размена, да видат што прават нивните врсници или што прават во училиштата низ Европа и веќе кои студенти секако имаат повеќе можности за заминат некаде на 1 или 2 семестри и се тоа сметам дека ја менува парадигмата, дека иде на позитивни компетенции, на подобрување компетенциите на младите луѓе и сметам дека како Македонија ќе го подобра својот процес на преговарање со Европската унија, како се отварат и други фондови спорадично, така младите да можат да ги искористат овие фондови и навистина да ги подобрат своите компетенции. Сметате ли дека полека ни се враќа сејаот на средното стручно образование, со оглед дека и како национална агенција имавте со основци за зелена и дигитална транзиција, но и пред се за афирмација на средното стручно образование, веќе како да се надмина таа желба за општествените науки? Да, за разлика од тоа каде што и мојата генерација изучувавме економски правен факултет, некој се менува и оваа парадигма, и Министерството за образование и наука пред неколку години започна со една иницијатива Учи паметно, работи стручно, така да сметам дека и ние оваа година само ја продолживме оваа иницијатива, оваа година Европска година на вештини. Ние започнавме со тоа што на 9 оделенците во основните образование им понудивме можност да видат едни од најдобрите компании или фабрики во Македонија од различна, пример од Скопје ги носевме на друго место за да видат што значи тоа стручното образование, за да можеме да ги усмериме учениците од 9 оделенија што ќе запишат во средно образование да изучуваат средно, бидејќи на крајот на денот тоа го бара стопанството, тоа го бараат компаниите. И заради тоа и оваа година на вештини, бидејќи се увидело дека малите и средните предпријатија веќе имаат недостатокот на стручен кадар. И затоа е подобро вака од основно образование да започнеме да ги едуцираме, да ги усмеруваме во стручно образование, за да можат да се вработат после во малите и средните предпријатија, а тоа значи и подобра економија или подобар животен стандард за нас самите. Да. Колку сега сметате дека нашиот образовен систем испарла стручен кадар и луѓе со компетенции или пак се уште треба да работиме на дополнителни компетенции, дополнителни вештини, да не биде само еднонасочно, бидејќи пазарот на трудот дефинитивно е еластичен и бара повеќе вештини. И пазар на трудот и стопанските комори тоа кажуваат дека нас ни требаат постручен работен кадар, меѓутоа оно што стига до нас е информација дека на пример студенти кои заминат на практиканство или ќе заминат некаде на додипломски студии или некаде ќе заминат во нека од фабриките во Европа, нашите студенти од подобрите.
односно веднаш се наоѓа на интерес од страна на компаниите тие да останат, да им се доплати можеби школарини и слично. Тоа ни дава за право да ги уважиме нашите студенти, дека се навистина добри на ниво на Европа, што навистина ни дава за право дека изфрламе, кој што кажевте вие, добри и добри млади луѓе кои што работат и кои што се стручни во своите работи, но нормално дека треба да се подобра таа компетенција од основно образование преку средно, па на крајот со високо образование, навистина да создадеме кадри кои што може да се гордеме, кои што во моментов и ги имаме и пробуваме ние стапиме во контакт, веќе имаме деца кои што работат во Google и слично, кои што ги комуницираме за нивната приказна да ја пренесат на нашите млади луѓе тука. Вие сте млада личност, но и прв човек на Националната агенција. Која е она порака до младите кои што сакате да ја опатите овде од Струмица, до сите млади во нашава земја? Пораката до младите да се вклучат, да се информираат, бидејќи сега кој што имало можности, никогаш минатото немало, меѓутоа се бара нивната партиципација, да може да се вклучат во самите и во невладините организации и да грабаат повеќе, да бараат повеќе, да се бунтовни, што е нормално за младите луѓе, бидејќи само преку младите луѓе ние можеме да го менуваме и Македонија да го менуваме и светот, меѓутоа мора оние сами да грабаат и да ги покажуваат нивните потреби. Меѓутоа како повозрастни, иако сум млад, сепак не ги знаеме потребите на најмладите. Меѓутоа, они самите мора да се борат и да ги покажуваат нивните потреби. Само така и да седиме на иста маса каде што они кажуваат своите потреби, само така можеме да изградиме решенија или мерки по однос на нив. Квалитетно општество по мерка на младите. Благодарам господине Ѓорѓиевски. Само слушнавте и од првиот човек на Националната агенција дека само со активен придонес или пак активно действување од страна на младите кон националните власти и презентација на своите желби или пак визии може да се најде едно квалитетно решение пред се во било која сфера на младинското действување, како од образованието, така и кон реалниот сектор, односно пазарната економија.